Со свечено сечење на црвената лента во клонот 1 на детската градинка Павлина Вењанова во употреба беше предаден сончевиот колекторски систем за затоплување и добивање електрична енергија. Носител на проектот беше Сдруженијето Локална акциона група од Кочани во соработка со локалната самоуправа и градинката, а со финансиска поддршка од Глобалниот еколошки фонд. На свеченоста присуствуваа представници од сите вклучени страни во проектот, при што беше речено дека со парите од ГЕФ во изминатите 8 години во Македонија се реализирани околу 100 проекти, при што се инвестирани близу 2 милиони долари. Кочани во случајов можам да кажам дека е лидер во нашиве проекти во искористување на обновливите извори на енергија. Прв проект имаше пред неколку години за искористување на сонцето за електрична енергија во основното училиште, потоа за топлината од геотермалните води во истото училиште, така да тоа се комплетира за штедата на фосилни горива, стоа и намалување на јаглерод двуоксид испуштање. И ова е прв пат денес во градинката, благодарение на Сдруженијето на граѓани, општината и градинката, каде што имаме хибридно, односно паралелно искористување на сонцето, кој што претвора и топла вода и електрична енергија. И ако локалното население и општината се задоволни, ние сме задоволни. Предавањето во употреба на колекторскиот систем нема да биде крај на активностите за Сдруженијето Локална акциона група. И покрај тоа што проектот завршува на 30 декември, ние имаме обврска да го следиме, да ги следиме резултатите од хибридните сончеви колектори во тек на следната календарска година, за да видиме точно колкава ќе биде заштедата и колкав ќе биде бенефитот од поставување на овие колектори. Инаку очекуваните резултати според пресметките што ги имавме во текот на подготовката на проектната апликација е дека заштедата во парични средства ќе биде околу 94.000 денари, дека ќе се добијат околу 5 мегавати електрична енергија и ќе се намалат емисиите на CO2 за околу 5 тони на годишно ниво. Според градоначалникот Димитровски, општината дава поддршка за реализација на вакви проекти, затоа што користа од нив е повеќестрана, односно, освен заштедата на средства, се заштитува и животната средина. Ова ни е веќе трет проект кој што го организираме, кој што го заеднички спроведуваме со нашите партнери и бенефитите ќе се почувствуваат подоцна и очекувам дека и понатаму ќе бидеме лидери во искористувањето на обновливите извори на енергија, било да е сонцето, било да е геотермалната вода или биомасата. Задоволни од успешно реализираниот проект се и во детската градинка Павлина Вењанова, во чиј клон 1 се згрижуваат 145 дечиња. Освен помошта од ГЕФ и од општината, и градинката даде свој придонес во проектот. Учествувавме во реализацијата на овој проект преку низа активности во форма на едукативни работилници наменети за вработените и дечињата од воспитните групи од 4 до 6 годишна возраст. Меѓутоа, организиравме и награден конкурс, ликовен конкурс на тема Сонце, каде што беа избрани 3 трети, 3 втори и 3 први награди. Една од првите награди ќе биде предложена, односно цртежот од првите 3 награди ќе биде предложен за лого на градинката. Како градинка учествувавме и со финансиска поддршка со изградба на помошен објект, односно помошна просторија каде што се сместени бойлерот и акумулаторите, како и додатната помошна опрема за овој систем и со набавка на LED диодни светилки, штедливи светилки. Како завршница на проектот, за едниот вторник се најавува свечена програма во Центарот за култура Бели Мугри, на која ќе учествуваат дечињата од групите од 5 и 6 годишна возраст од сите 4 објекти.